Повод за денешната пресконференција е најмалку скандалозното именување на директор во поштата во Куманово. Со ваквото именување, власта повторно демонстрира двојни аршини за сопствените граѓани. Едни за членовите на ВМРО-ДПМН, а други за оние кои што не се членови на ВМРО-ДПМН. Имено, станува збор за лицето Миодраг Ивановиќ, поранешен градоначалник на општина Старо Нагоричане, кој на македонската јавност и стана познат во април минатата година, кога со службен автомобил го прегази 30-годишниот Срđan Лазаревиќ и побегна од местото на настанок, при тоа да не му укаже помош на Лазаревиќ, кој што неколку дена после тоа, како последица од сообраќајната незгода, почина. Со ова, не само што му дозволуваат на Јовановиќ да избега од својата одговорност, туку истиот со новата функција директор на пошта во Куманово го наградуваат за неговата послушност и лојалност кон партијата. Почитувани граѓани, после 7 години владење, станува повеќе од јасно дека власта во оваа држава се води и владее по онаа народната. Не ме гледај што правам, слушај ме што зборувам. Почитувани колеги од ВМРО-ДПМН, ве повикуваме да престанете постојано да го прашувате СДСМ за се и се што. Најискрено ви препорачуваме да од време на време си ги поставите себе си истите прашања. Верувајте, кај себе ќе најдете одговор на многу од дилемите што ве мачат.